Добар ден, почитувани гледачи. Денес под лупа ќе ставиме едно јавно предпријатие кое постои веќе 10 години и на кое не му предвидува многу светла иднина. Но еве, тоа обстојува и мислам дека има перспектива за уште подобар и поголем развој. Ќе зборуваме за јавното предпријатие Билјанин извори, а моја гостинка е директорката Гордана Јовановска. Добре дојдовте во емисијата Под лупа и во ТВМ телевизија. Добре ве најдов и ви посакувам се најубаво и понатака во емисијата и во ТВМ-ки. Госпоѓа Јовановска, одавна сме немале гостин од ова јавно предпријатие, навистина ми е задоволство да видиме каква е состојбата таму. Вие одпред, мислам, негде 6 месеци веќе, 6-тиот тече, сте директор на ово јавно предпријатие. Па еве од почеток да започнеме со разговорот. Каква беше состојбата кога дојдовте директор, иако вие сте дел од ова јавно предпријатие од кога е формирано и знаете што све се случува таму, но еве од позиција на прв човек. Каква беше состојбата, како тече работите и докаде сте стигнати со вашите планови и проекти? Денеска точно 5 месеци. 5 месеци, да, еве веќе ќе го започнеме 6 месец. Јавното предпријатие Билјани извори, како што знаете, наназад се соочуваше со доста проблеми, особено од страна на од финансиски аспект. Тој понатака се соочува со истите проблеми. Јас кога дојдов директор, затекнав, односно, не може да затекнете што јас тука бев и ги знаев тие работи. 13 милиони денари неплатен данок на дадена вредност, 4 милиони и 200 денари евана долг спрема евана и уште некои други за добавувачите. Но тоа не представува проблем за да почнеме напред, да одиме, да ги санираме тие сите дупки кои што се финансиски дупки во јавното предпријатие и јавното предпријатие конечно да тргне во еден позитивен подем. Значи ние да не расправаме повеќе за некакви загуби, туку да почнеме да зборуваме за развој на самото предпријатие, а со развојот на самото предпријатие предвидуваме развој на делови од локалната самоуправа и од град Охрид. Така, впрочем, затоа и тоа беше формирано. Так. За да подпомогне развојот и растеж на локалната самоуправа во сегментите во кои што ги обавува ова јавно предпријатие. Вие пред се занимавате со спортот, спортските терени, но имате и други некои дејности за кои што подоцна ќе зборуваме. Рековте, значи, затекнавте долгови и како имате ли план и визија како ќе ги санирате? Посебно ме интересира долгот према евана, затоа што во неколку наврати се доведовте во ситуација да биде исклучена струјата, што пак се рефлектираше на другите сегменти од вашето работење. Спортските клубови остана без можност да тренираат, некои надпревари мора да се откажуваат. Како, дали имате стапено, и сигурно имате стапено веќе со менаџментот во Евана, што велат тие, ќе се најде ли слух некако да се исплати овој долг, да не сте вие многу оштетени, да не почувствувате како јавно предпријатие, но секако и фирмата која што ве снабдува со електрична енергија? Јавното предпријатие многу одамна и не плаќаше електрична енергија, односно од 2008 година до 2010 година немаше воопшто платено, затоа што дел од тие ги санираше локалната самоуправа, дел од трошоците што беа. Потоа имавме некои цесии од 4 милиони и 500 каде што делот од останатите сметки ги покривме, но остана 8 милиони и 200, кои што од 2013 година почнавме да ги плаќаме и како ги плаќавме старите, дел плаќавме и од новите сметки и сега стигнавме на ниво некаде под 4 милиони денари. Односно сега што треба според договор, имавме еден договор во кој што треба да плаќаме дел од старата, дел од цела нова сметка и дел од старите и брџиме околу 2 милиони и 500 денари кои што треба да ги измириме во наредниот период до летната сезона. Имате ли средства за тоа веќе или? Имаме, се снаоѓаме. Како сите предпријатија, така и ние се снаоѓаме во наоѓањето на финансиски средства. Сите средства ни се свртени од спортските клубови и од паркинците кои што Значи ваши собствени средства, од ваши извори. Да. Начинот на кој што ќе ги санираме е во тоа што сега ќе излеземе на слободен пазар.
Се надеваме дека јас кога дојдов видов дека плаќаме многу голема цена за електрична енергија по 1 киловат и уште поголема цена за максографот кој што се користи, кој што е нормално како трансформатор еден дел, кој што за кога ќе уклучиме сите рефлектори, во тој случај за да повлече поголема електрична енергија, потребно е да стои 750 денари од киловат час е само на тој дел. Секогаш ќе излеземе на слободниот пазар на електрична енергија, тоа ќе видите во април месец, односно почетокот на мај. Се надевам дека за едно 40% ќе се намали цената на електричната енергија, со тоа толку ќе се намали и фактурите. Така ќе придонесиме да сметките кои што ќе бидат помали, а што побрзо ќе ги сплаќаме старите. Овие заостанати долгови. По втор пат сте вие директор на јавното предпријатие. Што е поразлично од тогаш, првиот мандат и сега вториот? Тогаш беше потешко или сега е потешко? Што мислите? Не знам, заборавам јас на тежината. Јас сум човек кој што работи, си ја сакат работата, си ја сакав и порано, си ја сакам и оваа работа. Тогаш беше поразлично тоа што имавме само мал дел на паркингот кај Ривиера и паркингот кај Мартина и сите спортски терени, а сега веќе проширена дејноста на паркинзите, односно паркинзите на ниво на цел град се во наше владение. И во тоа е разликата. Тежината е сега тука поголема, затоа што имаме поголема одговорност. Тогаш имавме 25 вработени, сега имаме 78 вработени. Во тоа е таа тежина, односно различноста од првиот до сега. Сега ќе ви кажам, можеби ова го знаете, можеби не. Ова се информации од терен, од ваши колеги кои што работат на паркинзите, велат Гордана Јовановска не е директор од фотелја, значи директор кој што седи во канцеларија во фотелја цел ден, туку е таа директор кој што е на терен. Меѓу вработените постојано сте тука, некаде да видите дали има некој проблем, некаква потреба да се проконтролира, да се подобрат работите каде што треба. За да можеш добро да контролираш, да имаш добри информации за својата работа, најдобро се стекнуваат од терен. Тоа јас си го правам и работам по 10, 11, некогаш и 12 часа, за кој што најмногу се бунит ќерка ми и мъж ми затоа што не може да ме видат, ама тоа на некој начин мене ми представа задоволство и тие тоа го знаат, исправно тоа ми простуваат за таа работа. А инаку морам да одиме на терен, затоа што луѓето кои што работат на паркинзите директно се среќаваат со граѓаниве. Некогаш не се разбрани како наплатувачи, не се разбрани граѓаните и немаат добра соработка. Ама кога ќе се најдам јас тука, кога ќе му објасниме дека нашето предпријатие е тука стокму заради тоа да владее со паркинзите, да го регулира и сообраќајот, не е само ние да земаме и да се направи ред. Тие тоа го разбираат и полесно одит и наплатата и комуникацијата и граѓаните се позадоволни. Јас барем така мислам од терен, затоа што кога ќе поминам, многу луѓе се обраќаат и викаат браво, така треба, само контрола, само ваков начин на работа и тоа. Значи, пожртвуваност мора да се има и посветеност на работата, ако сакаме резултати. Ето и кажавте и вие, значи дел од вашето слободно време го жртвувате за да има што подобар бенефит јавното предпријатие, затоа што мора да сме присутни и будни, доколку тој кој што е прв не е тука, работите не се онака како што треба секогаш. Имаме една новина која што сите ја очекуваме, веќе ги споменавме паркинзите и тоа е она можеби главната дејност со која што вие се занимавате и главниот извор на средства на јавното предпријатие Билјанин извори. Веќе е распишан тендерот за најдобар понудувач за воведување на системот со СМС за наплаќање на паркинзите со СМС пораки. Многу дискутирана тема, абсолвирана, многу пати кажано дека ова требаше многу порано да се направи, но ете, добро е што конечно најверојатно ова лето ќе имаме ваков систем. Докаде се работите, какви се информациите, колку има веќе пријавени заинтересирани и што очекувате од воведувањето на оваа новина на паркинзите во градов? Ние веќе 10 дена каде што течи јавниот повик за подигање на тендерска документација за зонско паркирање со СМС систем. За сега во моментов имаат земена документација 12 предпријатија, фирми кои што се занимаваат со таа дејност, што значи дека јавните градски паркинзи во Охрид се интересни за голем број на услужувачи со СМС системот.
тоа ќе значи поинаков начин на наплата, покултурен, пософистициран. Сега во моментов имаме наплатувачи кои работат со фискални апарати кои што малце ако заврнати примат влага, се расипуваат, потоа мора да работи со парагон блокчиња кои што мислам веќе 21 век и таков начин на Охрид како туристички град не му доликува. Ние мораме да го воведиме како почеток овој начин на наплата, но не треба да застанеме и тука. Значи мораме да одиме напред за од извесен период кога јавно предпријатие ќе застане на подобри нозе, на подцврсти. Мораме да воведиме да бидеме на друг начин. Значи мораме нашите сигнализации да водат преку SMS систем, преку Wi-Fi. Значи влегуваш во градов и ако сакаш да избереш паркинг, во тој случај си се приклучуваш на одредена на самиот телефон, на смарт телефони кој се и те води до тоа место до кое што е празно. Што има да не се кружат околу градот да се барат. Да, сега како што се случува и сега токму од тој аспект се направат многу големи гужви, можете да видите сега и за великденските празници кога беше дека многу голем број на возила кружат. Кога ќе имаме ние таков начин на наплата со значи каде што ќе можеме со табли кои што се дисплеи, ќе му кажуваме и со преку интернет, кога ќе му кажуваме кај е слободното место, нема да кружат, него директно ќе се суплатат до тоа паркинг место каде што е слободно. Кога реално тоа би можело да се случи, ваши едни предвидувања? Овој тендер сега ќе биде за 2 години, значи ќе го потпишиме, се надевам дека ќе биде успешен, дека ќе биде како што требат и ќе биде потпишан на 24 месеци. После овој начин на наплата со зонско паркирање ќе одиме на наредната степен, чекор што се викат ова што го кажуваме, дека ќе биде уште поубав. Охрид заслужуваат, и туристички град и заслужуваат многу помодерен центар, кој ќе дојдат некој си странец или кој да е некој си туриста, да бидат први воодушевен затоа што најпрви се сретнуваат со паркинзи кои што не може да ги најдат. Голем проблем е на вистина. Наместо да почнуваат да уживат, тој првин се изнервираат, се вклават на нервоза, а потоа ги гледат убавините на градот. И ние да се ставиме во нивна ситуација. Дури ние како граѓани на Охрид, кога не можеме да најдеме слободно паркинг место, па на вистина сме нервозни, некаде брзаш, времето ти е кратко и тоа час поскоро треба да се реши. Сега, едно прашање кое што се наметнува со ова, дали оние кои што работат на паркинзите сега остануваат и понатаму? Или пак со воведување на овој систем ќе се намали бројот на вработени? Не, нема ни еден да биде вработен испуштен. Секој што си работи својата работа, ќе си остане на работа. Мислам, и бројот на вработени нема да се намали. Ние нема да одиме на добивање на некој си бенефит, финансиски бенефит, кој каков ние сме услужно предпријатие. Ние му служиме на граѓаните. И сите тие вработени ќе му служат на граѓаните и на туристите. Значи дека кога ќе дојде туриста или кој да е, ако не може да се снајде со тој SMS, тука се тие вработените кои ќе му помогнат за побрзо да може да се снајде. Значи ќе има луѓе на терен кои што ќе им помагаат. Тие само нема да бидат наплатувачи, ќе бидат контролори во ситуацијата. Така. Со колку паркинг простори располагате во градов и кои се тие? Ние знаеме, ама еве и за пошироката јавност, можеби некои не гледат и од страна, да знаат со кои паркинг места располага јавното предпријатие Билјанин извори. Некаде околу 900 паркинг места имаат ние во моментот преку локалната самоуправа, односно преку Советот на град Охрид кои ни се дадени, и тоа македонски просветители по целата должина до кружниот тек, Кеј Македонија од кружниот тек па се до мостот до каналот таму, потоа Партизанска по целата должина, Димитар Влахов по целата должина, Кузман Јовсифовски Питу по целата должина, туристичка ние моментално дајна, но не ја работиме затоа што не можеме, многу ќе се расплиневме во моментов, али со SMS систем постепено ќе почнеме да ја работиме. Мислам дека основниот дајна таму, мислам дека ги спомнав сите улици. Така. Сега, дали, рековте околу 900 паркинг места, дали ги задоволува овој број потребите на Охрид, посебно во летниот период, бидејќи е туристички центар и знаеме дека се бара место повеќе за паркирање, многу долго најавувани катни гаражи на многу различни локации на градов, но нереализирани проекти. Што мислите, дали може на некоја друга локација да се направи некој паркиралиште?
Затоа, искрено ви кажам, не можам да зборувам, затоа што тука е локалната самоуправа, урбанизам, кој што треба да кажат и добро да испитат и делот за сообраќај што е во локалната самоуправа, кој ево сега прават, мислам, нека некои студии, за да се види каква е фреквенцијата на возилата, каде е и каде е најдобро се направи таа катна гаража. Треба да се испита затоа што не е само да се направи, таа треба да не е многу далеку од центарот, затоа што ако е далеку нема да биде профитабилна, нема да се паркираат, но и да не е многу внатре, затоа што самото влегување и излегување онеза ќе прават дополнителни гужви во сообраќајот. Значи треба да се најде точното место, локација, за да може таа да се извршува својата функција. Сега во тек е изградата на затворениот зелен пазар и предвидено е тука да има подземна гаража, значи и тука добиваме паркинг места, но со поголемиот дел од нив ќе стопанисува приватниот партнер, но со дел пак ќе стопанисува општината. Дали тоа ќе му припадне на јавното претпријатие Вилјанин извори, значи овие паркинг места или не знам, искрено немам информации за таа работа. Не го имам видени договор, днес не разговарали на колегиум за таа работа. Не се многу, околу 10 на паркинг места се, но сепак се во централно градско подручје, можеби. Мислам дека тие 10 ќе му припаднат на пазарот и тоа ќе бидат за нивни цели. За нивни потреби. Да. Дека нема да имаме ние тука со 10, не може јавното претпријатие да влезе со 10 паркинзи да се меша во бизнисот на друг. Нема тука, ако двајца стопанисуваат, само кавга може да избани, нема тука добра работа. Каква е соработката со другите јавни претпријатија? Ве споменавме градски пазар, локалната цело време тука како ваш покровител, да речам. Таа ни е водилка на сите јавни претпријатија и соработката со нив е многу добра. Значи не можеме да издвоиме ни едно претпријатие кое што се исфрла од другите претпријатија. Сите работат заедно за доброто на градов. И можам да ги поздравам се и директорите и вработените на сите јавни претпријатија. Тие се трудат се да види она како што треба да види. Така. Помага ли финансиски локалната? Да, преку субвенциите со кои што ги субвенционира спортските екипи за одигрување на надпревари и тренинзи, локалната самоуправа негде околу 5 милиони денари субвенционира во јавното претпријатие Билјанини извори. Што не е мало, значи ние ако земеме дека имаме околу над 6 милиони, околу 6-7 милиони финансиски средства од спортски терени во текот на една година, значи 5 милиони, 80 некаде посто од вкупниот тоа ги субвенционира локалната самоуправа. Но не застанува тука. Значи локалната самоуправа имат и одредени проекти општината кои што ќе ги спроведи во кругот на спортско-рекреативниот центар, а и на паркинзи, значи имаме кон нив комплетна поддршка во однос на сигнализација, во однос секако на обележување, на создавање на нови паркинзи. Значи работата, односно меѓусебната соработка помеѓу јавното претпријатие и локалната самоуправа е на одлично ниво, значи безпрекорно. Така. Господине Јовановска, што се случи со паркингот позади Ривиера? Која е вистината? Значи, собствениците, бидејќи веќе станува збор за приватно земјиште, денационализирано, велат дека со месеци не им исплатен надомест од јавното претпријатие за користење на овој простор. Која е вашата вистина? Тие нема ни договор. Има еден договор претходно со претходниот директор, кој што мислам дека заврши и беше склучен со одредени стопанственици, односно собственици на тој дел од имотот. За после извесен период да дојде до трансформација и еден газда стана на тој цел имот. Ние неколку пати со него се сретнавме, разговаравме, но цената која што тој ја понуди беше многу голема. Значи, да не спомнуваме бројки, да не шпекулираме со бројки, затоа што тука е најтешко, но не ни се исплаќаше. Тука имате околу 40 до 50 места, кои што може и користат. Многу ба паркинг е затоа што се наоѓа. Ама ако го земите како целина, тој е одличен паркинг. Но ако го земите само тој дел, не може да извади тој толку колку што тие бараа. А ние не можеме да работиме нешто за кое што ќе видиме во загуба. И сега еден дел од паркингот останува под ваша геренција? Тоа што тој си го има заградено, тоа си е негово земјиште, тој може да си прави што сака со него, а другиот дел од паркингот Ривиера ние го стопанисуваме. Има ли простор за некој нов договор понатаму? Да, зошто да не би имало? Кога тој би се преиспитал и би видел дека сепак со тие математики кои што тој располага не се така како што тој мисли, во тој случај ние сме тука да седнеме. Значи вие сте расположени повторно да се разгледа таа опција за ова место да биде и понатаму паркинг. Зошто да не, затоа што онака како заградено нема некаков лик, значи тато се побуни добра култура. Нема и функционалност, значи колку да сака тој да го работи тоа земјиште, не ќе може да го работи така како што би се работело кога би бил во склоп на целиот тој паркинг.
А овој дел е општински, што сега работите вие со него? Да, мислам дека целиот општински дека е. До сега не се имат појавено некој си друг собственик на дел од земјиштето. Така. На паркинзите во градов имате и зонирање. Значи едни се во зона А, други се во зона Б. Имате ли и зона С или? Не, ама ќе ја направиме некако, ќе морат со овој SMS систем да направиме повеќе зони заради наша контрола целосна. Мада ако ме прашувате мене, треба и со цени да бидат различни тие зони, затоа што ние сакаме. Сега имаме една зона, зона А, кај што е тоа македонски просветители ке Македонија и дел од кај поштата тука тој дел што е до Ривиера. Но мислам дека понатака треба да направиме некои измени, затоа што во долниот дел кај што е кружниот тек во централното градско подречје треба да направиме нешто за кое што луѓето тука фреквенцијата на возилата би била многу поголема, односно биделе и одма би заминувале. Тоа би го направиле само на два начини. Или со малку зголемување на цената, или со ограничување на сатите кои што може да остане на тоа место. Затоа што ние сега имаме луѓе кои што наши граѓани за жал, кои што ќе оставит возилото на кружниот долу и ќе му седи цел ден од 4 од 8 од цавајле до 16 до 20 навечер. Тоа не е добро за градов. Значи тој дел мора да го отстапиме за туристите, за луѓето кои што не се одухли да дојдат, да го посетат, да го видат и да си заминат. А што е со оние граѓани кои што живеат во овој дел на градот, а немаат предвиден паркинг простор? Значи имаме доста куки кои што се во тој дел немаат каде да паркираат на вистина. Единствена опција им е ова. Не, ние му го стапуваме Ривиера. Да се направи? Ривиера и Стапанска ванга, тоа се два паркинзи кои што му се отстапени на сите жители кои што живеат на. Има тие предност? Да, во секој случај. Може да си земаат годишна или не знам како е тоа регулирано месечна. Месечна, годишна, 6-месечна, каква сака, таква може да си земат и да си користат. Добиваат ли некакви попусти затоа што се граѓани на тој дел на градот и всушност градов требало да им предвиди паркинг простор кога се граделе тие објекти? Искрено тоа не знам дали требало да предвиди затоа што сега можеби на некој нема да му одговара тоа делот од сите куќи кои што се наоѓа на тој дел тука, на тој потек околу централното градско јадро, своите приземја ги имаат претворено во дуќанчиња, во ресторанчиња, така да дали тие требало да бидат тоа или требало гаражи, тоа не можам јас да го кажам, тоа може да кажи урбанизмот на ниво на градот. Ние како јавно предпријатие кој располага со паркинзи им нудиме месечен билет од 500 денари, што ако го семиш во рекот 30 дена, тоа е ни по 20 денари не испаѓаат во текот на денот, или 6000 денари годишна картичка за паркирање во зона Б, и тоа значи на целиот тој потек што располага со зона Б може слободно да се паркираат. Така. Рековте би требало да се покачат цените. Имате ли веќе нешто конкретно околу покачувањето или ќе чекате да се спроведе овај систем? Тоа само мое размислување, значи како би можело некој начин. А сега колку се цените? Сега во моментов е во зона А 30 денари од час и секој нареден час 30, а зона Б 20 денари час и секој нареден 20. Со тоа што во летнава сезона со сообраќајниот режим се зголемуваат 40 денари од час во зона А и 30 денари во зона Б. Правите разлика меѓу туристи и мештани или не? Не, нема. Значи истите. Нема. Тоа е исто, кај нас мислам немаме никакви разлики, цената е таа. Иако велате дека охриѓани не се многу гостолюбиви, напротив, не е баш така. Навистина ние колку што можеме им овозможуваме услови на туристите, сакаме да дојдат, да не посетат и повторно да дојдат, значи да им оставиме добар впечаток. Еви се што правиме и за наше и за нивно добро. Така е, во право сте за тоа. Тоа можете да видите и на терен кога ќе ги испраќаат. Значи дека ние сме биле на многу места, никаде не ти испраќаат до кола. Нашиве издавачи одат и до кола ги испраќаат и ми посакуваат среќен пат на сите гости што му биле тука во нивните апартмани, во нивните студија и така. Не сме и толку скапи како што не бие глас. Да. Малку ќе ве одморам, тука веќе истече првиот дел на разговорот. Ја апсолвиравме она тема која што е на интересна за гледачите и она што е можеби една од вашите главни дејности, но имате и уште што да кажете за јавното предпријатие. Навистина имате интересни работи со кои што се занимавате, а тука е и спортот. Не можеме никако да го изоставиме и него и да не го споменеме, но малку одмор сега.
Кам, постојано ниски цени. Млеко 1 литар 45 денари. Топчиња од компир 600 грама 53 денари. Сладолед на стапче 120 милилитри 25 денари. Вреќа за вакуумирање алишта мала 79 денари, голема 129 денари. Кам, купувај мудро. Флет Айрон Бајадора, новиот урбан символ на Скопје, врвен квалитет на домување по македонски цени. Викенд забава во Fish and Lounge бар Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо со група Сарај во петок и Тајфата во сабота. Резервирајте на време во Fish and Lounge бар Лихнидос. Претворете го вашиот дом или градина во пријатно место за одмор и релаксација. Проширете го вашиот угостителски објект со природен амбиент и модерен дизајн. Внесете функционалност и естетика во просторот со производите на Бели 2000. Фонтани, вистинско освежување за градини и паркови, шанкови и летни тераси за угостителски објекти. Пријатна сенка и заштитен простор на отворено, со елегантните и безвременски перголи на стрешници и веранди. Импресивни идеи, долгогодишно искуство. Висок квалитет на материјалите и изработката се наша гаранција. Бели 2000 Тетово. Со Виспој во Бела Италија. Од 26 април до 1 мај посетете ја областа Ла Бела Пулија. Во бари поклонени е пред моштите на Свети Никола Чудотворец. Уживајте во убавините на Алберо Бело, Лече, Остуни, Матера и прекрасното Полињано Амаре. Доживејте Апулија со тие што ја сакаат и познаваат. Виспој резервации 046 255 600 и 072 255 600. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш, рај на Охридската ривиера. Знате ли да сардине садрже дупло више протеина него свежи сир? Имају и 2 puta више витамина Д него јаја, те 3 puta више калција него мљеко. Само риба, сол и улје. Ма дичеш, јаче. Ева сардина. Викенд акција во Миса Маркети. Александрос маслиново масло 1 литар 149 денари. Олденбургер ајдамер кашкавал 1 килограм 279 денари. Галеб чоколадо бадем кафе 80 грама 25 денари. Несквик 400 грама плюс 120 грама гратис 119 денари. Банани 1 килограм 55 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Немој само да посакуваш убаво тело. Работи напорно, за да имаш тело какво што посакуваш. Фитформ, СРЦ, Билјанини извори. Го препознавате ли овој град? Ова може да биде идна разгледница од Охрид. Добро да размислиме пред да се промени визурата на Охрид за секогаш.
во Аноска ни истече времето за одмор. Мислам дека немавме ни некоја потреба, но сепак редот си е ред, имаме еден ред за реклами, да го испочитуваме тоа. Морам пред да преминам на другите дејности со кои што се занимавате, уште едно прашање во име на граѓаните да ви го поставам. Уште малку ќе се навратиме на паркинзите. Станува збор за паркингот кај Центарот за вода на Арама или кај попознат кај Куба Либре. Многу граѓани се жалат дека овој паркинг не е уреден, нема некакви услови, а во лето дури се наплаќаат и високи цени од 100 денари за час. Каква е состојбата моментално? Значи, дали нешто ќе се прави на овој паркинг? Дали ќе се уредува? Што е вашата намера со овој паркинг, бидејќи ете овој дел на градот стана доста атрактивен. Таму имаме доста кафулиња, па патеката е на тој дел, многу луѓе сакаат да пешачат, па доаѓаат некои со своји автомобили, тука ги остават. Значи, без оглед на се, овој паркинг е под ваша ингеренција, дали ќе го уредувате и како ќе изгледа? Да, тој паркинг е под наша ингеренција. Земјиштето што ние го стопанисуваме како паркинг, дел е од локалната самоуправа, дел е од Арама. Така да тие ни го имаат дај на нас да го користиме само под еден услов, да не поставуваме бекатон плочки, да не го асфалтираме, него едноставно само се пошлјунчит со шљунак и така да се користи. Ние и тоа досега го правевме, но ова година тој малку ќе го модернизираме. Со тоа што ќе го заградиме, да заличи на вистински паркинг, ќе поставиме дополнителен слој на шљунок што ќе доведи да немат онај примали дождови, да немат вода, па сега тие што ги имале паркирано своите возила да се изводена, да треба да цапат низ скал, низ вода за да стигнат до своите автомобили, и ќе поставиме рампи за да може да се уреди, да личи комплетно и осветлување, за да може да личи на еден паркинг на ниво на град. А околу цените, вистина ли е ова дека толку високи цени се наплаќаат или? Не, тоа беше цена 100 денари за целодневен, затоа што ако тој е паркинг кој влегува во зона и ако поставиме 30 денари часот, знаеме дека на лето тој е сезонски паркинг и одат на лето и сега тие сите што одат таму не остануваат 1 час, 2 часа, него остануваат повеќе од 5-6 часа, затоа што тој дел се користи како плажа и како кафичи, како навечер, како ноќен клуб за забава, и заради тоа, за да не бидат токму тие туристи, тие посетители оштетени многу, затоа што ако тој се 10 часа по 30 денари, тоа 300 денари, ставивме на цена од 100 денари без разлика колку едно возило ќе седи таму на тоа место. Дали тој принцип е ова лето ќе важи, бидејќи имавме реакции од граѓани? Па тоа ќе го разгледаме, ќе видиме. Ако не сакаат така граѓаните, во тој случај ќе го поставиме на видит на час и ќе видиме која е подобра алтернатива. Затоа што има граѓани што на вистина само 1 час ќе се задржат, можеби одат на кафе, а некои одат на плажа, па ќе се задржат цел ден. Да. Значи не е фер и едните и другите да платат иста цена. Можеби другава варијанта ви е подобра. Ќе ги поставиме двете варијанти ние. Значи со поставување на системот ќе поставиме две варијанти. Едната варијанта да биде 100 денари, целодневна карта, а другата варијанта ќе поставиме со часовно, со картички. Која од варијанта ќе сакаат граѓаните, таа ќе ја имаат. Така. Но добро е да им се образложи зошто, како се плаќа, за да нема некаква забуна. Ќе се поставиме информативни табли таму на тој дел, исто како што ќе поставиме со СМС системот информативни табли низ целиот град, од кои што граѓаните, туристите, посетителите ќе можат да се информираат за начинот на наплата, за вредноста на часот за кој што тие ќе останат тука и се друго што нема да му биде јасно. Така. Сега преминуваме на другите, реков, дејности на јавното предпријатие, комуналецки рече, Билјанин извори. Сакав да потсетам на една атракција што имаше градов, но што неколку години ја снема. Тоа беше катниот автобус и го користеа некои туристи, посебно холанѓаните, за разгледување на градот. Но, мислам, веќе 2 години не е во функција. Ама најавувате дека ова лето повторно црвениот автобус ќе кружи низ Охрид. Да. Што се случи, каде беше, зошто го немавме, сега како се става повторно во функција, нешто беше во прашање неговата безбедност или што, или нешто друго? За жал, ланската година, кога го извадивме во мај месец, несовесен граѓани, посетител на клубот СД, што се наоѓа во рамките на спортско-рекреативниот центар на спортската сала, го искрши со бекатон плочки, целиот го демолира комплетно.
И тој веќе беше во неупотреба, не можеше да стави во употреба, имаше искршени шевршебната, комплетно натре беше целиот демолиран. Ние го задовме, ова година сега го направивме, го средивме како што му доликува да биде, односно го вративме во првобитната состојба и од мај месец ќе го ставиме во употреба на граѓаните, на туристите, на сите тие кои што сакаат Охрид да го видат од една поинаква перспектива. Платија ли тие што го штетија? За жал се уште се наоѓаме на суд со него, ние плативме јавно предпријатие Билјанин извор, сега во последниве 2-3 месеци издвоивме 300.000 денари за негова санација. Се тужиме со него, се уште и додавме до извршно, ама да имаме некој бенефит од тоа извршно се уште не. Значи се уште се не во судските лавиринти заглавени. А каков е бенефитот од овој катен автобус? Па зависи од тоа колку ќе биде користен, многу зависи од временските услови, ако не може да се користи, ако е времето убаво, тој се користи и треба да се користи и понатака, затоа што сите кои што се кажале во него беа воодушевени од погледот, од гледката, тоа што ги носевме до Светинаум, панорамско, до заливот на Коските, на таа релација најчесто ги обараја и беа задоволни сите што го користеа. Колку чинеше еден таков разглед на градов? Не беше нешто скапо, 4.500 денари, една тура е најмала. Значи за цел автобус за сите папаутација да делат до заливот на Коските и да ве врати назад. Ако е по барањето да остане цел ден со, значи цената е поголема. Реков ќе го гледаме, се надевам, низ градов ова лето. Да. Вие направивте напори и ќе може да уживаат во тој панорамски разглед туристите кои што сакат таков начин, од тој аспект, од таа перспектива да го видат градов. Друга дејност со која што се занимавате и што е ваша преокупација е работата на базенот, на отворениот базен. Значи, се подготвувате ли веќе за новава сезона? Се некако пред сезона немаме хлор, не е добро исчистен, филтрите не работат. Како ќе е ова лето? Има доста дефеци во него. Ние ќе почнеме се од мај месец. Правиме веќе попис што треба да се прави на него, ќе го правиме, ќе го направиме, се надевам дека со почеток на летната сезона ќе го отвориме. Ќе биде во комплетно опремен, среден како што треба да изгледат. Има ли веќе интерес од пливачките школи? Имавме неколку пливачки школи кои што држат часови таму, а има интерес од дечињава кои сакаат да учат пливање. Да, сакаат, тоа е многу добра работа, значи пливањето знаете дека особено за младите е најздравиот спорт кој што може да постои. Тоа го знаат охриѓани и своите деца ги пуштаат, интересот е голем. Имаме две школи, значи Делфина и пливачкиот клуб Охридски бранове. Тие два кај нас вегетираат и одлично се држат. Така. Ќе имаме пливање ова лето. Секако. Што е сега со спортските терени, во каква состојба се наоѓаат тие? Знам дека имавте некои зафати таму малку да ги поднашминкате, да ги уредите. Што се направи, а што ќе се прави допрва? Значи, ние се јасне во фаза на средувањето на фудбалскиот главниот фудбалски терен. Сакаме да ги постигнеме оние минимални услови кои што ги барат фудбалска федерација за да може да се игруваат првенствени надпревари во Сараца, Билјанин и Извори. И тоа мислам, сериозно ја имаме сватено работата, затоа што веќе ги преправивме двете сооблекувални кои што се користат. Направивме две дополнителни сооблекувални кои што сега ги користат школите за своите деца, затоа што доса немаше кај да ги стават, ќе се соблечат и така ги оставаа во торбица. Сега може да си влезат, да си се пресоблечат, да си се облечат во спортски, во дресови, во копачки, потоа повторно си се облечат во трањанки, си одат дома, средени чисти. Потоа од тие истите ќе можеме да користиме како допинг центар за проверка на допинг на сите фудбалери. И во последно време што сега деновиве направивме, ги сменавме поголем дел од столчињата на трибината, на монтажната трибина на градскиот стадион. И ги правиме сега приодите онака како што бараат од фудбалска федерација, значи тоа боени, означени со жолта боја, со бела боја, се по стандарди. Така да за брзо време кај нас ќе може да се одигруваат првенствени надпревари, иако Охрид се уште не е во прва лига, ние спремни ќе го дочекаме Охрид да заигра во прва лига. Да имаме клуб кој што ќе е во прва лига. Каква е состојбата на атлетската патека? Атлетската патека е во добра состојба, таква каква Тартано што беше на неколку места. Ги саниравме, тие ги залепивме, имавме резервен дел, каде што беше оштетен, го одделивме тој дел, ги залепивме. Значи те во добра состојба, тренираат атлетскиот клуб Охрид секојдневно тука. Сега ќе имаат митинг по повод значи меморијален
поради смртта на Владко Димитров, кој што беше еден од носителите. И можам да кажам и во Македонија, значи еден од најуспешните тренери во Македонија. Тоа е такви какви што, значи атлетска патека е таква како што треба да видите. Сега ќе се поправат, ќе се прави јамата за скок, за исто за тој митник. Она што тие го бараат, од нас ќе го добијат во секое време. Се со надеж дека ќе се појават повторно нови таленти, онакви какви што Охрид имаше, како што беше Реджеп Селма и останатите. Така. Мислам дека има капацитет кај новите генерации, но треба да се мотивираат и треба луѓе, значи вистински кои што ќе ги водат, а и треба да им создадеме услови. Да. Има ли Охрид услови за развој на спортот и на спортскиот туризам, бидејќи добро е овој вид на туризам да го развиваме, затоа што во оној период кога веќе е мртва сезона може да доаѓаат и сега, но уште е позасилено да доаѓаат клубови тука да тренираат, па од тоа да има општ бенефит градот. Да. Ние можеме да го развиваме, имаме одлични услови, значи како климатски услови како што имаат Охрид. Па ево имаме и се надеваме дека имаме уште подобри инфраструктурни услови. Мада требат уште повеќе терени, потребни се фудбалски терени уште минимум 2, за да можеме да привлечеме повеќе, да имаме екипи тука, затоа што со овој капацитет што ги имаме, ова лимитиран е бројот на 12-13. Кога би имали уште 2 терени со природна трева, бројот би бил многу поголем. Значи Охрид назиме би можело да примете околу 20 екипи, што не е мала бројка, ако ги земеме дека тука хотелите би имале голем бенефит, би имали градот. Значи мора да се стремиме ние да го развиваме тој дел инфраструктурно, за да можеме оние климатски услови кои што ги имаме да ги заокружиме како целосно топ понуда за спортските екипи. Так. Исто потребно да се направи уште една, значи ние имаме спортска сала, но потребно да се направи дополнителна спортска сала за загревање и за имање на други екипи. Значи овдека ние не можеме да застанеме. Охрид морат спортско-рекреативниот центар да го направи еден комплекс од кој што ќе бидат ќе уживаат и нашите спортисти, но и спортистите кои ќе доаѓаат на зимски или летни припреми. Беше пред едно 20 на 30 на години навистина овој спортски центар во прав смисол на зборот. Еден долг период, можеби од една деценија, замре сето тоа и некако беше оставено на забот на времето. Еве сега се прават напори, веќе видно е. За среќа имаме и солидна затворена спортска сала, но треба и таму некакви интервенции. Што ни недостасува во салата во Срца Билјанин извори? Срца Билјанин извори, салата мораме да направиме височи кошови, затоа што сега во моментов тренираат кошаркарите на АБ и нон-стоп ги влечиме овие кошови, што сега тие имаат многу се тешки, околу еден кош е околу 1 тон. И сега секое влечење по паркетот доведува до оштетување на истиот. Потребно е и во интензивно барање сне на спонзор кој што ќе ни ги спонзорираат висечи кошеви. Со тоа веќе ќе се намали влечењето на овие кошеви и ќе можеме ние да го санираме. Значи потребно е поради овие влечења на кошевите направени со одредени оштетувања на самиот паркет, ќе треба подхитно ние летниот период да го санираме, да го средиме. Потребно да се зголеми малци капацитетот на бројот на седиштата, за да можеме да учествуваме на европски првенства. Нас не треба да имаме над 3000 седишта, значи за посетители. Ние се за жал имаме околу 2700-2800. Така да му потребни се одредени работи, одредени интервенции за да можеме да аплицираме на европски и светски првенства. За среќа во последно време се слуша онај жагор, она навивање, онај адреналин од спортската сала. Ракометот некако ни воскресна во градов, се врати на голема врата и на задоволство на сите љубители, не сам на ракометот, воопшто на спортот. И го чувствувате ли вие тоа вака и како бенефитно и како еден предизвик за да направите и уште нешто повеќе во салата? Да. Секое субвенционирање на локалната самоуправа се види дека е во позитивен правец. И многу ме радува тоа што и оваа локална самоуправа има слух за тоа.
продолжи понатака под свое раководство си го води ракометниот клуб. Исто почна под свое раководство го зеде и фудбалскиот клуб, затоа јас се надевам дека за брзо време ќе имаме фудбалски клуб кој ќе биде во прва лига. Исто како што се надевам дека овој ракометен клуб ќе достигне многу поголеми успеси отколку што имат сега постигнато. Значи, ние не можевме да го видиме еден РК Вардар, како што сега брзо го видовме. Значи, тоа беше сензација која што охриѓани се гледаат дека се желни за такви надпревари, за такви јунаци на спортските терени како што се ракометарите да се видат одблизу. Тоа многу не радуват, значи им дават елан за да размислуваме за понатака да ја правиме спортско-рекреативната сала поубава, подостапна за сите екипи на ниво на градот, на ниво на државата и подшироко. Доаѓа лето, време на одмор, на забава, на еуфорија, на концерти и спортско-рекреативниот центар Билјанин извори многу пати е посакувана локација за одржување на едни вакви големи настани. Дали сте веќе во преговори со некои групи, можеби познати имиња? Тие доаѓаат најчесто преку Авалон продукција или некои такви други поголеми продукции, но сепак треба да се склучат договори со вас за користење на просторот. Да. Знаете ли нешто, можете вака да ни дошепнете овде во емисијава ако имаме некој ексклузивитет, ако веќе се знае кој би настапил? Се уште не. Значи, за утре имам закажано состанок од Скопје со некоја си менаџерска екипа која што првпат доаѓаат овдека и тие си ги кријат своите адути, не ги кажуваат, него едноставно го закупуваат теренот и после извесен период како секе му биде гладко средено, тогаш ги истакнуваат и пејачите кои што ќе настапуваат или групите кои што ќе настапуваат. Што бараат? Значи, бараат ли премногу од вас или добар терен, поставеност на бината, тие си носат опрема и... Ние имаме толку големо искуство, години, истите луѓе, истите вработени, ја работат таа работа, што веќе тие се од тој аспект, од тоа дали ќе биде добро организирано, тие се толку растератени што ни оставаат на нас да кажеме дека каде ја биде поставена бината, значи каде е струјата, каде се тие работи, ние не ги оставаме сами. Значи ако да речеме дека му го даваме, го закупуваме и му го даваме стадионот, не, ние се грижиме за тој стадион да не биде оштетен, да не биде среден, значи дел од нашите вработени 24 часа се со нив тука. А што станува со отпадот од после овие концерти, имате соработка со јавното претпријатие Комуналице за тоа тука да води сметка за чистотата на градот и тоа го прави. Мислам годинава дека ќе обради уште поубаво од претходните години. Години наназад во кругот на СРЦ Билјанин извори можеше да се види некаква забава и за помладите, како што помалите, да речам, како што е Луна парк, на времето имаше и циркус, нешто такво ќе има ова лето? Или не би се... За жал Луна парк не можеме да поставиме затоа што 2012 година она земјиште што се наоѓаат пред нас му го вратија на собствениците и сега ние не можеме да го издаваме тој дел. Тоа би било супер да имаме забавна паркче каде што децата ќе можат, родителите ќе здивнат од нив, но ќе ги пуштат и тие ќе се... Тоа беше навистина интересно катче, имаше малку нешто поразлично, нешто по... Сега ги гледат, ги ставаат истите тие дел од таквите играчки ги поставуваат на кејот, но верувајте ми дека таму имаше поинаков амбиент која тој забавен парк имаше комплекс, душа, поинаква душа во однос на сите тие работи и мислам дека би требало да се вратите. А што се однесува до кловнови циркузи, немаме до сега таква мислам најава во градот, тоа е многу скапа работа и ретко доаѓаат во Македонија. Ако дојде теко во Македонија, сигурно сум дека ќе го придобиеме овдека во Охрид да дојде да не посети. Кои ви се идните планови вака? Што ви е приоритет за периодов краткорочен па и подолгорочен? Дали некакви проекти се на повидок? Еве вака да ја заокружиме оваа емисија со една ваша визија за ова јавно претпријатие. Ние имавме еден проект сега бизнес лига во мал фудбал, која што од септември ќе направиме да биде, сега ја направиме да биде кратка, траеше само 2,5 месеци, 3 месеци, сега ќе ја направиме да биде баш лига, она да трае 6 месеци. А потоа сакаме да направиме еден мини турнир во баскет, во брзо време сега во мај месец, па да ги видиме баскетџиите кои се во градов, каде малски тренирале, да се покажат малку, да. Еден имаме меѓународен проект преку СВГ за меѓусебна соработка со Корча го направивме и го добивме. При крај тој да ни го, значи во мај месеци тој ќе се реализира. Спортот и здравата храна, каде што ќе ни учествуваат екипа на млади, на дечиња фудбалери од Корча, една од Струга и нашите овдека школи кои што кај нас тренираат.
И освен што ќе има дружење, спортување, играње фудбал, ќе има мала презентација за здравата храна на децата. Тоа е проект кој што е од мала вредност, односно околу 2000 евра. Ние од тоа немаме ништо, освен што ќе му дозволиме на децата да имат една забава, едно уживање, дружење меѓугранично. Но и ете една соработка која што меѓугранична со Корча рековте, која што понатаму може да се продлабочува, да прерасне во нешто посериозно. Сепак мораме да почнеме, ништо не станало големо, се почнало од мало, така и ние почнуваме од мали проекти, а се надевам за брзо време ќе завршиме на некој поголем проект, кој ќе му донеси бенефит на спортско-рекреативниот центар. И јавното предпријатие Билјанин извори почна со 10-15 вработени, се прерасна веќе во едно сериозно јавно предпријатие, 50 вработени, околу 28-30 хонорарни имате работници. Како функционирате како тим? Какви се меѓучовечките односи? Се разбирате ли? Ниеден менаџер не може сам да направи нешто, успехот не е на менаџерот, успехот е на тимот. Ние како јавно предпријатие сме еден тим, голем едно семејство кое што сите заедно работиме, твориме и одиме напред кон посветла иднина за самото предпријатие и за нас како вработени натре. Така. Ова е и добра завршница на емисијата. Навистина ви посакувам посветла иднина, ви посакувам реализација на оние зацртани проекти и уште многу посериозни. Долговите што побрзо да ги исплатите, да имате поголем прилив на средства и сето ова да се реализира со воведувањето на SMS системот на паркинзите, затоа што рековме, Охрид го заслужува тоа. Да. Благодарам за ова учество во Лупа, за транспарентноста и отвореноста на јавното предпријатие Билјанин извори. Ви благодарам за поканата. Му посакувам пријатно попладне вас и на граѓаните на град Охрид. Благодарам уште еднаш.